Колега Мисовски, почитувани граѓани, ова што денеска се случува во режија на владата и на коалиционите партнери ВМРО, ДПМН и ДУИ ми наличува на она што се случуваше или се случува можеби се уште најчесто на камениот мост во Скопје, кога оние познати шибицари ги вртеа кутивчињата и ги мешаат за да се најде топчето, а топчето не е ни под едното, ни под второто, ни под третото. Или оваа лакрдија, политичка игра, трикови на едно од фундаменталните човекови права и уставни начела на Република Македонија, тоа е слободата на изразувањето. А во функција на слободата на изразувањето, медиумската слобода е директен показател дека денеска се заокружува процесот на тоталитаризам и политичка диктатура во Република Македонија. 5 месеци овие закони два седеа во Комисијата за транспорт и врски и некаде на слеп колосек во Собранието. Трајко Велјановски не викна полиција или тајна полиција да го натера Реджали Исмаили или коалиционите партнери да го ставаат овој закон на дневен ред. Или он да го направи истото. Владата во меѓувреме предложи нов закон за радиодифузна дејност и тој е на слеп колосек. Малку беше тоа, ВМРО, ДПМН и владата предложија трет закон за радиодифузија по скратена постапка. Во сите овие верзии се воведува ограничување на слободата на изразувањето. Владата на ВМРО ДПМН тоа го користи како начин за обстојување на власт. Граѓаните ги осиромашува за да на избори или 2 дена претходно ги корумпира и ги купува. Медиумите ги купува на тој начин што им дава буџетски средства. Со овој закон парите што медиумите и ги донираат на ВМРО ДПМН за избори, таа ќе им ги враќа и плюс за производство на наводно домашна музичка или некој друг вид на програма. Слободно да се збори е рамномерно важно како и да се живее. И со вакви законски решенија вие го уништувате правото на граѓаните да се изразуваат, а медиумите на тој начин и да пренесуваат. Затоа Македонија е на слободна срамот ке медиумската слобода, а новинар е осуден и лежи во притвор. И ќе дојде време кога во Македонија ќе се слуша само ова. Да го сослушаме, ве молам да го сослушаме. Бидејќи СДСМ и коалиционите партнери, за разлика од владините коалициони партнери, не ги менуваат своите ставови и сме остро против донесувањето на оваа верзија, која што е идентична од таа од август, и во наше име, и не во име на медиумските работници што денеска тие го побараа, нема да дадеме ниту формален, ниту содржински легалитет и легитимитет во носењето на историското газење на слободата на изразувањето и во чинот на гласање на овој закон нема да учествуваме. Благодарам. Господин Мисовски.